Добро утро, Ване и Јована, добро утро до нашите гледачи. Овој блок економија, како што споменавте и вие, го отвараме со актуелна тема која што не засега и нас. Пред се поради штетите кои што на глобално ниво ќе ги трпи европската економија од руско-украинскиот конфликт, бидејќи домашната трпи незначителни последици од конфликтот пред се поради трговската размена, нискиот процент на трговска размена кој што го има со овие две земји, но како што споменав, Европа ќе трпи поголеми последици, а ние сме зависни од европската економија. Што точно значи овој конфликт за економијата, какви последици трпи Македонија и што доколку војната престане денеска, дали последиците економски ќе ги чувствуваме и во периодот кој што следува, е тема на разговор со универзитетскиот професор Маријан Петровски. Добро утро и благодарам за позитивниот одговор прво за гостување во Македонија наутро и актуелна тема. Добро утро, благодарам на поканата и поздрав за вашите гледачи. Професоре, споменав уште во најавата, Македонија има релативно мал увоз и извоз од овие две земји, па и кога станува збор за инвестициите не сме нешто многу засегнати, но голема улога играат последиците кои што ги трпи европската економија, ние сме секако зависни од неа. Така е. Значи, во однос на директните ефекти имаме, да кажам, среќа што Македонија е релативно изолирана. Во таа смисла затоа што трговската размена, односно обемот на увозот и извозот со Украина, па и со Русија до одредена мера е многу мал, тој не надминува повеќе од 2% од нашата вкупна трговска размена со светот. Потоа, ако гледаме низ призмата на странските инвестиции кои што се присутни тука, исто така нивното учество е мало. Еве тоа да го илустрирам низ примерот на банкарскиот сектор, каде што ние немаме присуство на руски или украински банки, за разлика од некои земји од окружувањето кои што има такво присуство и кои што треба сега таа ситуација да ја менаџираат апропо развојот на страните. Значи, ние во таа смисла сме изолирани и директните влијанија ги нема или ќе бидат незначителни. Но она што за нас е важно се секако индиректните влијанија, како што вие и рековте во вашата најава. Значи, она што се случи е драматичен раст на неизвестноста во глобалната економија и посебно во европската економија. Тоа го видовме во четвртокот наутро, кога започна инвазијата врз Украина од страна на Русија и преку реакцијата на берзите, кои што се најнепосредниот индикатор за проширувањето на таа неизвестност. Значи, светот најпрво беше во шок, поради што берзите потоа настана определена корекција со развојот на станите во текот на денот, реакцијата на Западот и така натаму. Меѓутоа, неизвестноста многу брзо се прошири, таа е присутна и ќе биде присутна уште некое време. Главно ќе зависи од евентуалната разрешница на оваа ситуација, која што може да биде скора, но може да биде и многу долга. Ми се чини дека и колегите во сферата на политикологијата и оние кои што се занимаваат со воени прашања тешко дека можат сега да предвидат колку долго ќе трае воениот конфликт, со каков интензитет ќе биде. Значи, видовме вчера дека руската страна најавува одредена ескалација, на што дојде одговор и од западните сили. И каква би била разрешница. На почетокот на војниот конфликт, кога веќе стартуваа оние првични економски санкции, во еден прес претседателот на Соединетите американски држави Бајден го спомена изолирањето од SWIFT системот. Меѓутоа кажа дека тоа е непосакувано сценарио и засега не се размислува за по неколку дена да се донесе нова мерка, откако Путин во меѓувреме не се предомисли да ги повлече своите сили од Украина. Што значи исклучувањето на Централната народна банка од SWIFT системот и другите банки? Каков ефект ќе има ова врз руската економија, генерално врз европската економија, бидејќи споменавме дека беше непосакувано економско сценарио? Да, видовме дека воведувањето на санкциите беше некако скалесто, се почна со нешто поблаго и дојдовме до ситуацијата која што ја спомнувате, да се ево најава, верувам дека ќе се операционализира овие денови, исклучувањето на дел од руските банки, поголемите руски банки од SWIFT системот. И само да спомнам тука дека јавност и експертската јавност, дури и оние првични санкции ги критикуваше дека беа особено благи и сега веќе гледаме поостра реакција во тој поглед. Би рекол дека круна на тоа е најавата за исклучување на руските банки, значи дел големите банки од
SWIFT системот за плаќање и тоа покрива една дебата дали тоа ќе ја погоди исклучиво руската економија или можеби ќе има последици врз остатокот од светот. Мора да имаме предвид дека било какви санкции не може да се одразат само на едната страна, особено во услови на глобализиран свет. Меѓутоа, кога зборуваме за таргетирани санкции, се надеваме дека тие ќе имаат асиметричен ефект, односно таму каде што целат, во случајот врз Русија, ќе имаат поголем негативен ефект на ограничување, на клекнување на нивната економија во однос на трговските партнери. Во таа смисла, Европа е многу изложена, да кажам, на ефектот од санкциите, бидејќи таа е трговски многу поврзана со Русија, споредувам со Соединетите американски држави, и се разбира Европа е далеку по-зависна енергетски од Русија. Конкретно исклучувањето од SWIFT системот на големите руски банки ќе оневозможи да се прават било какви плаќања. Значи, Руската централна банка ќе исклучи од можноста да има пристап до своите девизни резерви кои што ги чува на сметки во странство. Значи, тоа може да има, се разбира, негативни последици и по Европа, затоа што замислете, имате компанија која што во Германија набавува газ од Русија и за тоа треба да плати. Сега тоа ќе биде оневозможено и треба западните земји да имаат план, верувам дека имаат план како тоа ќе го менаџираат. Оно што е вредно исто така да се спомене е ефектот на ситуацијата врз примарните производи, храната и металите, имајќи предвид дека Русија и Украина извезуваат важни продукти како никел, алуминиум и житарици. Така е. Значи, тоа е оној индиректен ефект за кој што зборувавме во ведниот дел. Индиректниот ефект значи дека ќе имаме во известна смисла и драматични поместувања на цените на глобалниот и особено на европскиот пазар. Тоа веќе се случува во делот на цените на гасот и другите енергенси, во делот на цените на храната, особено житариците и на одредени метали. Тоа е затоа што, да речеме, кај житариците Русија и Украина го снабдуваат светот со околу 1/3 од вкупниот обем на пченица. Кај металите имаме слична ситуација. Например, Русија е производител и извозник на околу 50% од вкупната потреба за паладиум. Процентите се нешто пониски кај другите метали, меѓутоа исто така значајни. Значи, на глобалниот пазар сега ќе се создаде недостиг од ваквите производи. Како резултат на тоа, нивната цена ќе порасне, односно веќе ги гледаме тие притисоци кај таквите цени. Сега, карактеристично е ова дополнително, затоа што ние излегуваме од пандемиската криза. Бевме и се уште сме во енергетска криза, која што беше предизвикана од други фактори, од недоволното производство на електрична енергија од обновливи извори на европскиот континент. Значи, тие фактори веќе правеа притисоци врз цените на храната и на енергијата. И тоа граѓаните во нашата земја го забележаа, така што овој ефект од руската криза сега се надоврзува на тој ефект. И ако продолжи, непосакувано сценарио е, но ако продолжи, ќе стане ли луксус седнувањето во автомобил и одењето во супермаркет? Видете, поради вкупната неизвестност заради која што дискутиравме, сега тешко е да се предвиди до каде би оделе цените на енергијата. Реков дека во четвртокот видовме дека цената на барел нафта ја надмина психолошката граница од $100, меѓутоа потоа во текот на денот имаше некоја блага корекција. Меѓутоа, до каде ќе се движат цените конкретно на енергенсите, многу зависи од тоа колку долго и со каков интензитет ќе биде оваа криза. Случајно ве прашав колку ќе страда стандардот на нашите граѓани во периодот кој што следува? Кога зборуваме за енергенсите, важно е да знаеме дека цените на клучните енергенси, електричната енергија и цената на горивата во Македонија е регулирана цена, што значи дека таа може да се контролира. Тоа го видовме во текот на енергетската криза, кога благодарение на интервенцијата на владата се заштити стандардот на домакинствата. Се разбира, фирмите кои што набавуваат електрична енергија на слободниот пазар не беа заштитени, меѓутоа за домакинствата тоа е еден поволен аспект. Се разбира, таква е улогата на владата да го штити стандардот со субвенционирање на цената на електричната енергија во овој случај.
Изјава своја имаше и премиерот Ковачевски викендов, кој што кажа дека свесни се за сето она што го носи војниот конфликт и на безбедносмен и од економски план, но моето прашање е дали има простор се уште државата економски да интервенира, ако тоа го правеше и во здравствената и во енергетската криза, има ли се уште простор за помош и интервенција? Тоа е многу релевантно прашање. Низ перспектива на тоа што ние имавме одреден фискален простор кој што моравме да го искористиме во текот на пандемијата. Значи немавме друго решение да интервенираме како држава во текот на пандемијата и да ги спасиме работните места и животниот стандард на граѓаните. Тоа го направивме преку задолжување во износ од околу 1 милиарда евра, кој што е околу 10% од нашиот бруто домашен производ. Во таа смисла сега фискалниот простор е значајно искористен, меѓутоа тоа не значи дека државата нема понатамошен простор и мерки кон кои што може да прибегне во услови на криза. Во нормални услови би рекол дека фискалната консолидација треба да биде подсврста, позатегната, меѓутоа во услови на криза се разбира дека примарен е животниот стандард на граѓаните и во таа смисла владата мора да интервенира. Исклучувањето на руските банки од SWIFT системот резултираше со пад на вредноста на рублјата. Непосакувано сценарио, но секако очекувано во вакви ситуации е инфлацијата. Колку таа ќе влие на стабилноста на денарот? Денарот е стабилен. Добра. Граѓаните треба да бидат спокојни во таа смисла, затоа што ако го ставам тоа во историска перспектива, не е ова првата криза надворешна која што искусува нашата економија, во случајов индиректно, но сме имали и други кризи од друг карактер и внатрешни кризи, кога секогаш се отварало прашањето за стабилноста на денарот и легитимно е да се отвара тоа прашање, меѓутоа исто така мора да се каже дека тој е стабилен, неговата стабилност се гарантира преку многу високото ниво на девизни резерви, кое што надминува 3 милиарди евра, значи повеќе од 30% од бруто домашниот производ и неколку месечна покриеност на увозот, кои што се првите индикатори кои што за нас економистите се битни за да видиме каква е стабилноста на валутата. Освен девизните резерви, се разбира Централната банка има и други инструменти кои што може да ги искористи за стабилизација на валутата, иако во моментов нема на девизниот пазар некои особени притисоци кои што би укажувале на било каква дестабилизација. И бирзата забележа невиден пат од почетокот на инвазијата на Русија. Што значи тоа? Дали е сега време за купување или продавање акции? Видете, дали е време за купување или продавање акции е тешко да се каже од перспектива на тоа дека трговијата пред се зависи од личната преференција за ризикот. Ако инвеститорот нели е помалку преферира ризик, тогаш веројатно ќе сака сега своите средства да ги вложи во нешто постабилно или нешто чија што цена расте, како што е случајот со цената на златото во моментот или со некоја стабилна валута, мислам глобална валута како швајцарскиот франк, кој што овие денови имаше позитивни придвижувања. Меѓутоа важи и спротивното. Ако инвеститорот е повеќе склон кон ризик, тогаш веројатно ќе се определи и во овој период да инвестира во ситуација кога цените паѓаат со надеж дека ќе има брза корекција на таквите цени и дека од тоа ќе има добивка. Знаеме дека оваа цела ситуација економски последици носи и ќе носи дополнително и доколку денеска се заврши конфликтот, да предпоставиме. Колкав би бил временскиот период кој ќе биде потребен за да закрепне македонската, европската, светската економија? Многу е тешко да се каже, првенствено тоа дека ние неблагодарно е, знам, да. Така е, во смисла на воениот конфликт е тешко да кажеме кога тој би се завршил. Реков во текот на вчерашниот ден дури видовме една значајна ескалација од страна од руската страна, ќе видиме што ќе донесе денешниот и следните денови. Да, видовме најава за можни преговори и да. Тоа е светла точка некако. Така е, тоа е светла точка, значи гледаме дека неизвестноста е многу голема во смисла на военото окончување на конфликтот, меѓутоа да не заборавиме дека тоа и да се случи, да кажеме, денес, дека овие санкции кои што се воведоа, барем во еден дел, ќе останат и понатаму на сила, затоа што на некој начин ова е едно тектонско поместување на глобалниот политички и економски поредок. Така што во таа смисла не може да се каже колку долго би се чувствувале економските последици. Претпоставувам дека тоа би било долго, меѓутоа останува да го следиме развојот на настаните ние економистите и да правиме проценки, веројатно и кога барем малку ќе се
ќе станат поизвестни исходите, дури тогаш да ги правиме проценките за вкупниот трошок кој што настана за глобалната и европската економија од овој потрес. Благодарам, професоре, за разговорот. Следниот пат во студиото 3 на топла. Благодарам. Благодарам. Овој блок економија, колеги, го започнавме со професорот Маријан Петрески, кој што ни даде своје мислење и анализа за сето она што на економски план ни се случува и ќе се случува во периодот кој што следува. Чинам совршен вовед и за следниот гостин во студиото.